кога астронаутите Джим Ловел, Фред Хайс и Джейк Стейгерт беа подготвени за почеток на мисијата на Аполо 13 во април 1970, вселенското патување па ислетување на месечината веќе беа вообичаена работа. Но веднаш по полетувањето мисијата на Аполо 13 беше се освен рутинска. Експлодирал резервоарот со воздух, го оштетил шатлот и го принудил Джим Левел да се откаже од сонот да зачекори по месечевата површина. Бев многу изфрустриран кога сватив дека тоа нема да се случи. Следа 3 мачни денови во кои инженерите на НАСА од земјата макотрпно работеа безбедно да ги вратат тројцата астронаути. Тоа беше пример за добро лидерство и тимска работа. Астронаутот Майкл Колинс, кој пилотирал со мисијата на 1969 на Аполо 11, кој прв слета на месечината, вели дека состојбата со Аполо 13 била отрезнувачки повик. НАСА и јавноста станаа посвесни за опасностите поврзани со патувањето до и од месечината. Патувањето за месечината не запре со Аполо 13. Беа остварени уште 4 успешни мисии пред да запре програмата Аполо во 1972. Во планетариумот Адлер во Чикаго се изложени сите достигнувања на мисиите на Аполо. Тука се изложени и предмети поврзани со кариерата на Левел како астронаут. Има голем интерес кај населението, иако овој планетариум е изграден подоцна. Левел сака НАСА повторно да испраќа астронаути на месечината. Откако ќе станеме комотни со патувањата на месечината, мислам дека треба да одиме понатаму, на Марс. За Аполо 13 и неговата драма има и филм. Направен во 1995, а Левел тамо го игра Том Хенкс.